Екстерното тестирање сепак ќе се реализира. Ова тестирање кај учениците, кој како пилот проект се појави пред 5 години, конечно неговата реализација се сведува и во практиката кај воспитно-образовните институции. Проект кој е со цел подетално прегледување на знаењата на учениците во текот на нивното школување, но и дали ги имаат соодветните оцени за своите стекнати знаења. Проектот не е само тест на учениците, тестирањето е голема оцена и за самиот професор. Станува збор за тоа дали професорите се објективни со своите ученици и дали оцената која што ја имаат ја заслужуваат. И покрај негодувањето, односно се одложи тестирањето, сепак ова екстерно тестирање ќе се реализира на дело. Од понеделник 27 мај па се до 10 јуни во сите основни и средни училишта електронското екстерно тестирање ќе се одржува секој работен ден, вклучувајќи ги и саботите. Учениците кои се на распоред на денот на тестирањето нема да одат на настава. Сите останати ученици ги посетуваат редовните часови според утврдениот распоред на часови. Министерството за образование и наука и Државниот испитен центар во сите средни и основни училишта достави упатства врз основа на кои ќе се реализира ова тестирање. Целта е да се има реални податоци каде затајува системот, каде може да се додаде и да се има јасен приказ каков е трансферот на знаење. Екстерното тестирање кое почнува во понеделник треба да донесе придобивки за учениците, наставниот кадар, училиштето и целиот образовен систем. Концептот, како што сметаат од владата, е докажан, но сосема нов. Се спроведува првпат. Ефектите се подолготрајни и во текот на годините оваа реформа ќе еволуира и ќе се приспособува.